утро, драги мои пријатели, покрај малите екрани, еве уште едно утро со гурманските приказни, уште една приказна за храната, за се она што се движи околу храната, за производство на храната, но и за уживање во храната. Се јавувам од ресторанот Дукат во центарот на градот Скопје, значи многу едноставно место, многу убаво место, во кое што можете да поминете прекрасни моменти, како што јас тоа го правам сега. И ова утро, веднаш по оваа најава, јас ќе влезам во кујната, каде што ме очекува маестро Миле, со подготвени нормативи, од кои што ќе го сготвиме денешниот специјалитет. Па, следете ме. Добро утро повторно од кујната, повтор пат нели добро утро во најавата, но добро утро, драги мои пријатели, и од кујната на ресторанот Дукат. Значи, ресторанот кој што, како што кажавме, ние наш домаќин во приготвувањето на гурманските приказни, на гурманските специјалитети кои што треба вас да ве одушеват, а од друга страна треба да научиме и нешто ново. Повторно со мене е маестро Миле. Добро утро. Добро утро. Како си ми ово утро? Прекрасно. Одлично, спремен, орен за работа? Секогаш. За нови гурмански победи. Кажи ми, Миле, што ќе приготвуваме денеска? Гледам тука убави работи кои што вака ми мамат сокови од да не речам лиги. Што е тоа што ќе приготвуваме денеска? Денеска ќе приготвуваме пилешка парма. Пилешка парма. Так. Тоа има врска нешто со пармалат, со пропаднатава италијанска, нема ништо. Не. Океј. Што се користи пармезан кашкавал и затоа носи името за парма. тоа се вели пармезан. Добро. Генерално ние си навиваме за Интер, а парма си е парма, нели? Што ни треба за пармата? Потребно е пилешки стек. Тој од градите? Да, од градите. Добро. За подлога после од кога ќе го испрежиме ни е потребна тиквичка, сецкана на резанци, морковче, тоа се пропржува на путер, милерам, се панира во брашно, јајца и пармезанот. Така. И се пропржува на путер. Шеф микс и наша сол и маслиново масло. Значи тоа се сите оние продукти кои што ни требаат за пилешкото парма. Тие ќе ги сработиме нормално кога ќе преидеме од другата страна, тука каде што можеме да направиме термичка обработка на самото јадење. Сега така можеш да ги исечкаш на резанци. Сега, значи ги сечкаме на резанци. Тенки резанци, за да може да омекне зеленчукот кога се пржи на путер. Значи, многу брзо да омекне. Да. Меѓутоа не да биде преготвен и да биде многу варен. Да биде тврдо. Така. Интересни нешто, налик на кинеските ги правиш. Исто и тиквицата. Така, секогаш сум мислел дека тоа веројатно го прави некој тип на ренде или на машина, ама гледам дека ти тоа го правиш на рака и навистина ме одушевува. Овдека гледам и милерам. Кога доаѓа милерамот? Милерамот го ставаме на крај кога ќе е пропржен зеленчукот, за да му даде една густина на сосот на кој го ставаме како подлога на месото. Така. Одлично. Буквално сум одушевен колку се тие тенко и добро направени. Е така. Значи потребно е тие да додат сега таму, за да се подготвиме пармата. Ајде Миле да видиме кој е техниката. Направивме зеленчукот. Сега добро, да подготвиме месото. Ајде. Месото, значи пилешките гради ги сечеме тенко. Значи мора тенко да видите. Мора да бидат сечени тенко. Добро. Така. И ги валкаме во брашно, јајца и пармезан. Валкаме во брашно. Така. Брашно. И треба да ги сформираме, да ги бидат округли. Да бидат округли, значи така. да буквално еден вид на филети подготвени. Така. Ставаме начинија.
за пржење. И готово е за пржење. Ќе се пржат на путер, На путер. на тивок путер, за да не изгори путерот. така. Морам да ви кажам дека се многу вкусни. Ќе ги Ќе пробам. ги пробате, сигурно ќе ги пробате. Ќе ги пробам. И ќе ги препорачате И на вашите апсолутно пријатели. на нашите пријатели, на нашите гледачи, а ќе си така. размислам малку дали ќе дадам дел на екипава. Да, што снима. Значи сега јас и ти преоѓаме таму конечно да ги испржиме и да издистаме зеленчукот за да видиме како ќе биде тоа пилешко парма. И еве сме од другата страна, нормално голема кујна, голема занимација и голема можност за работа. Повели Миле, го сготви го пилешкото парма, кажавме што се ни треба, ги дадовме нормативите, сега уште да го сготвиш. Така. Ставаме путер. Десерче. Топи. Така. Додека се топи путерот, ќе ставиме Зејтинче. зејтинче и малку путер. И малку путер. Да, Тоа е фактички за зеленчукот. за зеленчукот точно. Така. Значи сега зеленчукот и ова ќе оди од страна тука, а пармата Да. ќе оди таму да се подготви на путерот. Значи рекоме не треба да биде многу загреан путерот, затоа што апсолутно. пармезанот може да изгори. Така. Од другата чинија Оди да се путерчето. Одлично се приготвува, се готви. Јас морам да им кажам на сите наши пријатели покрај малите екрани во рамките на оваа гурманска приказна. Гледајте што е можно повеќе да користите свежо пилешко месо од една проста причина што свежото пилешко месо нема загуба, значи не постои загуба од она што се нарекуваат хранливи материи. Затоа што во смрзнатото пилешко месо, во зависност од месецот на смрзнување, значи се случува да постои одредена загуба во проценти, значи 5, 10, 15, 20, 30% на квалитетот на месото, значи нема да мислите дека калира самото пиле, но доаѓа до загуба во квалитетот на месото. Гледате што е можно повеќе да користите свежо пилешко месо, имаме можност, имаме фарми во Македонија кои што буквално произведуваат свежо пилешко месо. Нема да ги кажеме за тоа што не се наши спонзори, но сепак ние сме добри луѓе, правиме добра работа, правиме гурмански приказни и во рамките на тие гурмански приказни советуваме што е добро, независно од тоа дали се наши спонзори или не. Еве ги пилешкото со пармезан, односно пилешкото парма е веќе готово. На зеленчукот колку му треба од прилика? Па не повеќе од 5 минути, затоа што ќе оставиме после милерамот ќе го омекне и тој не треба да биде премногу пржен. Да има крцка вкус, меѓутоа не жив. И сега веќе одиме со милерамот. Навистина вкусно. Еве веќе Така. може да оди во Ставаме како подлога, има убава прекрасна шарена боја. така, Ги редиме пилешкото, така и пекарски компир пекарски доаѓа. компир за гарнир. Вака. И тоа е веќе готово за еве јас ги покажам на камерата покрај огнот, ова е готвено на огнот да види како тоа прекрасно Има изгледа. прекрасна убава жолта боја. Миле, јас го земам ова и бегам во ресторанот да пробам. Се гледаме таму. Чао. Драги мои пријатели, видовте како го сготвивме пилешкото парма. Навистина изгледа прекрасно, но покрај пилешко парма во ресторанот Дукат јас ќе си каснам и малку домашен зелник и малку домашни макала, иако морам да кажам дека не се малку, туку се веќе 5 и од сите тие 5
Јас буквално ќе морам да пробам. А сега да пробаме од ова навистина изворедно пилешко. Навистина вкусно, дури од што бев алчен почна да ми паѓа. Одлично. Се гледаме утре во истото време и на истото место.